Кривична одговорност за Данела Арсовска, расформирање на комунална хигиена и преземање на надлежностите од страна на општините доколку не се надмине хаосот во главниот град. Ова се заклучоците на Советот за регионален развој на Скопје, во кој членуваат градоначалниците на општините кои сочинуваат метрополата. Бараат трајно решение за надминување на проблемите кои, како што велат, само се таложат откако Арсовска стана градоначалничка. Она што ние го бараме за расформирање на комунална хигиена и предавање на ингеренциите и механизацијата на нас, сметаме дека е заеднички став. Тоа го дискутиравме и во изминатиот период. Ние сметаме дека со многу помалку ресурси за она што го плаќаат граѓаните ќе овозможиме многу поквалитетна услуга од оваа услуга која што ја нема денеска. Орце Ѓоргиевски додаде и оти длабоко се кае што ја поддржал Арсовска за градоначалник, додека пак градоначалникот на општина Аеродром, Тимчо Муцунски, повика на разум и разбирање. Вели дека му е нејасно како може во Дрисла отпад да одлагаат камиони од странство, а не и домашните. Ние како што гледате сме сите обединети. Тука нема, како што спомна Јорце, нема политичка партија, тука нема етничност, тука нема општина побогата, посиромашна. Се слушнавме, се понудивме да си помогнеме, но ние, и вие тоа разумно го констатирате, немаме капацитет како општини. Пате ми немаме финансиски ресурси колку што има градот Скопје, ова да го решим. И градоначалникот на општина Центар ги поддржа заклучоците. А на состанокот не беа присутни првите луѓе на Карпуш, Чаир, Сарај, а секако ниту градоначалничката на Скопје. Проблемот е заеднички, не треба да се политизира, стануваат збор граѓаните и нивното здравје и треба што поскоро да се најде решение. Решението е што побрзо да се изменеджира ситуацијата во градот заедно со комуналното предпријатие и нивните вработени. Градоначалниците на општините бараат градот во рок од 48 часа да подготви извештај за јавната хигиена, неодложно да ги преземе сите дејствија за справување со отпадот, а Советот на град Скопје да одржи вонредна седница.